Ако ѓаволот дојде по вашето дете, дали би се менјале со детето? Еден воденичар кога вика дека не. Ја прават улицата. Може. Во приказната се работи со еден воденичар, се мачи да преживее со семејството, е многу сиромашен. И во еден момент додека се наоѓа некаде, најверојатно во некаква шума, му приоѓа некаков непознат човек, многу дотерен, му вика ќе му ги реши сите проблеми, само ако му го даде тоа што му се наоѓа позади воденицата. Воденичарот му тикнува дека таму има јаболкница и нема никаков проблем. И овој вика добро, оди си дома, сега си пун пари. Човеков оди дома и го пречекува жена му и вика не знам да ти објаснам како, цела куќа се наполни со пари и богатства, а никој ништо не внесе. И он вика не се секира, тоа го решив со еден човек. Он ќе дојде за 3 години, така му вика, за 3 години ќе дојдам по моето. Му го дадам во замена тоа што го имам позади воденицата, а мислам дека можеме да му дадеме големата јаболкница и жена му почнува да му вришти. Дека цело време ќерка е била позади волкницата, човеков сваќа што направил, сваќа се кога има работа, се вади од памет меѓутоа тоа. И сега и девојчето дознава, тие 3 години ги поминуваат во страв, девојчето нонстоп внимава да не направи никаков греф и за 3 години ѓаволот доаѓа по своето, но девојката се мие, плаче и околу себе црта круг со креда. Ѓаволот не може да ја земе таква пречиста и му вика на воденичарот тргни ја водата да не се мие, ваква не можам да ја земам. И воденичарот ја трга водата на ќерка му и ѓаволот доаѓа наредниот ден пак. Девојчето во наредниот ден толку многу исто така плаче и се треска од земја, што солзите и се слеваат на рацете и сега рацете и се чисти. И ѓаволот не може пак да ја земе и му вика на воденичарот и се чии ги рацете, затоа што вака е премногу чиста и ја не можам да ја земам. И воденичарот вика како можам на сопственото дете да му ги сачам рацете, не знам, снајди се. Иначе ќе те земам тебе со мене во пеколот. И он оди и вика извини, ми рече да ти ги сачам рацете и ја ми беше страв и му уветив. Добро прави како сакаш, јас сум твое дете. Таткото и ги сече рацете на ќерка му и ѓаволот доаѓа трет ден. Сега она толку плаче што солзите се слеваат по нозе и он пак е немоќен и со врискање си оди у неповрат. Сега девојчето е спасено, воденичарот е богат, девојчето е без раце. Сега затоа што нејзи го должал богатството и вика дека ќе ја чувал како очи во глава додека е жив, ама она му вика мене овде више не ми се седи. Врзете ми ги рацете на грб, јас ќе си талкам по светот и ќе барам милост, не знам што од непознати и веројатно ќе ми се најдат, затоа што веројатно упропастена од целата ситуација што ја направи таткој. Врхунски паметен татко. Тука завршува језивиот дел од приказната. Знам само дека она талка и талка по светот стига до кралска градина и од гладна и јаде круша со уста од гранка. Наредниот ден од Бог знае какви причини кралот ги пребројува овошките, сваќа дека му фали круша, па решава да стражари наредната вечер да види што се случува. Кога ќе види ќе се заљуби, ќе си ја земе за жена и ќе тарде и се направат раце од сребро. И добро, не знам, она си валјда си функционира со рацете од сребро, а да доаѓа нов гаден дел од приказната. Она е трудна, он оди на пат и вика на мајка му да му ја чува најдобро што може. И она раѓа стварно некакво дете. Мајката брзо му пишува на кралот преку гласник да го извести дека има син. Гласникот заспива на пола пат, се појавува ѓаволот, кој што уште е љут нормално. Се појавува ѓаволот и го менја писмото и пишува дека лицата родила чудовиште. Гласникот го носи тоа, кралот го чита. Жал му е, криво му е, ама и пишува на мајка му, секако чувај ги јас додека да се вратам. Гласникот пак го носи тоа, пак заспива на пола пат, пак доаѓа ѓаволот и го менја писмото со писмо каде што пишува утепај ги нејзе и детето. Па мајка му го чита тоа, не може да го направи тоа, не знае зашто треба да го направи тоа. Сепак решава да се преправа дека ќе го послуша. Пазам овде. Нејзе ја испраќа по свет пак сирота без раце, со дете, со сребрените раце, мајде, се крие по свет. Кралот после тоа доаѓа, бара да ги види, она му вика будало еднаш што ми напише така да им направам. Он почнува да плаче дека нешто не е во ред со писмата, па она му вика не се секирај, не си толку несреќник, јас ги сокрив, шетаат по светот и он вика добро, ја ќе ги барам по цел свет. И стварно шета по свет и ги бара, во меѓувреме жената успева да најде живеалиште во некое куќиче во шума, каде што живее ангелот кој што ја чувал додека
се шетала без раце уште пред да го запознае кралот. Таму детето си расте. Кралот ги наоѓа куќата, меѓутоа уште не знае дека се таму. Му излегуваат, ги препознава. Сите се среќни и задоволни. Се ги враќа назад. Дјаволот не победува и на жената и растат нови раце, од што била добра и милослива. Така пишува. Тоа е тоа за денес.